Почитувани граѓани, здравствениот систем е пред колапс и во тотален хаос. Нема лекови на онкологија, дечиња умираат на клиниката за детски болести, има недостаток на кадар, повторно има листа на чекање, нема здравствена услуга. Со еден збор, катастрофа. Само минатата година, за 6 месеци, регистрирани се 19 починати доенчиња и едно 5-годишно девојче. Ова не се бројки, ова се изгубени животи. Деца умираат поради недостаток на здравствена грижа и поради неодговорност на надлежните. Нема лекови на клиниката за онкологија. Луѓе умираат поради неспособноста на власта. Ова не е само здравствен проблем, туку хуманитарен, затоа што е директна закана по човечките животи. Животи кои зависат од лековите што државата мора да ги обезбеди, а денес ги нема. Сега дознавме и дека лицата со хемофилија се во страв. Тендерот за нивните лекови не е распишан на време и големи се шансите да остануваат без основна терапија кој им значи живот. Листа на чекање за прегледи има повторно. Пациентите се жалат дека ова станува голем проблем. И работата на клиниката Козле е доведена во прашање. Се врши мобинг врз лекарите од директорката која по секоја цена ја штити Таравари и ДПМН на директна штета на здравјето на децата. На чело на многу клиники се поставени директори без потребно искуство, што дополнително го влошува функционирањето на здравствениот систем. Има директори кои земаат пари за дежурства, а никогаш не се појавиле на клиника. Оваа катастрофална состојба во здравството не е случајна. Тоа е резултат на неспособноста и неодговорноста на министерот Таравари и Министерството за здравство. Таравари веќе 8 месеци раководи со здравствениот сектор, а неговата партија управува со овој ресор веќе 2 години. Политичкиот континуитет е факт, како што е факт и целиот колапс на здравствениот систем. Ова не може и не смее да продолжи. Катастрофата во здравството ја плаќаат луѓето со своето здравје и живот. СДСМ бара итна оставка од министерот Арбен Таравери и хаосот во здравството. Бараме одговорност. Благодарам.